Ова е Димитар Андонов Папрадишки, снимен во своето ателје на улица Тодор Паница во Скопје во далечната 1953 година. Тој е последниот македонски зограф и првиот наш сликар на профано световно сликарство. За него ќе говориме во нашава денешна емисија. Основни податоци за своето долго живење и творење авторот ни оставил во својата автобиографија. Во неа, иако кратка, можеме само да го насетиме богатството на неговиот животен пат, исполнет со среќни, но наедно и со мощни драматични мигови, што го нарушуваат нормалниот тек на едно долго живење. Но да поидеме поред. Ова е селото Папрадиште, што се наоѓа во местноста наречена Азот, Велешко. Овде е роден Димитар Андонов во 1859 година. Низ овие селски сокаци го поминал детството. Го сакал своето родно место и од љубов кон него, кон своето презиме го додал Папрадишки. Инаку пак, од неговата биографија дознавме дека селото е населено кон крајот на 18 век од зографски семејства на најстарите родови од малореканските села, меѓу кои ги спомнуваме селата Тресонче и Лазарополе. Според семејното предание, предците на Андонов биле зографи, ѕидари, каменорезци и резбари. Значи, занаетот на дедовците, според стариот македонски обичај, не смел да изумре. Првите чекори од зографскиот занает Димитар ги учел од својот татко. Го придружувал во неговата работа на црквите во Гевгелијско и Дојранско. Иако млад, како 18 годишно момче, имал можност да го изучува занаетот на татка си, но и лично да се увери во последиците на денационализаторската политика на грчката државна и црковна власт во овие краишта. Именно работејки на живописувањето во селата Давидово, Миравци, Милетково, Габрово, Богданци и Стојаково, од каде што и потекнуваат овие кадри, Андонов постојано бил во допир со селаните. При тоа тој можел да заклучи дека тие по потекло се словени, а учеле и пееле во црквите по грчки. Со желба да им помогне, од Велес купил славјански учебници и до досна во ноќта ги подучувал селаните да пишуваат и да читаат на словенски јазик. Наклеветан од страна на грчкиот владика за бунтовништво и пропагаторство против црковната власт, бил окован и осуден на затвор во Дојран. Значи таа 1878 година идниот зограф не можел да ги гледа водите од Дојранското езеро. Не можел да ужива во нив, да добива инспирација во работата. По издржаните 6 месеци ја ослободен, но затоа пак е прогонет од Дојранскиот крај. Во непосредна близина на неговото родно место Папрадиште е селото Ореше. Во ова село Андонов го започнува зографскиот занает. Како 20 годишно момче ги презема сликарските работи што му ги препуштил неговиот татко. Црквата во селото Теово Свети Атанасије, всушност нејзиниот живопис, е видлив доказ дека го совладал зографскиот занает, оти го надмилал татка си и неговата зографска тајфа во зографските работи и дека не може од нив да очекува повеќе од она што го научиле заедно. Како последица на тоа, кај него се јавува желба да стане учен зограф, да се школува подалеку од родното место во Русија,
и оди во Киев на художествената иконографска школа. Не ја завршува за 4 години колку што таа трае, туку одново се враќа во Македонија. Апетитите за продолжување на образованието со ова не сгаснале. Напротив, со оваа икона сликана во византиски стил, учествува на конкурсната изложба во Духовната академија во Москва. Освојува награда од 1000 рубли и сребрен медал. Тие пари му се сосема доволни да ги започне студиите во Москва, но не да ги заврши. Се враќа во Македонија, во своето папрадиште, за да им помогне на својот беден татко и на големото семејство. Прва поголема сликарска работа Андонов добива во 1885 година од игуменот на манастирот Јоаким Осоговски Кривопаланечко. При тоа тој ја презема во своји раце целокупната работа, организатор и обединувач на сликарските работи во зоографската тајфа и наедно како самостоен изведувач. Голем е опусот на последниот македонски зоограф Димитар Андонов Папрадишки. Според една слободна проценка, само овде во црквата од Осоговскиот манастир, од рацете на Андонов е изведена фреско-декорација на површина од околу 1900 квадратни метри. Ако кон оваа бројка се додадат уште 1200 икони, дури тогаш ќе се согледа творечката плодност. Не сме во состојба да прикажеме голем дел од неговото творештво, но ќе направиме обид да го извлечеме, се разбира, од она што ни е достапно, највредното, најкарактеристичното што го создадоа рацете на зоографот. И додека го следите фреско живописот од големата црква на Осоговскиот манастир, да го истакнеме големиот придонес што го дава Димитар Андонов Папрадишки во остварувањето дела со религиозна тематика, во развојот и на тамошната судбина на црковното сликарство во Македонија. Во последните 3 децении од минатиот век, кога Папрадишки е во најголемиот процут, религиозната уметност, се разбира со ретки исклучоци, е во постојано опаѓање. А еве и зошто. Зголемена е градбата на сакрални објекти во селските населби. Со тоа е зголемена и побарувачката за нивно живописување. Се појавуваат неуки зоографи, кои ги рушат критериумите на искусните мајстори, воспитувани на традицијата што се уште се чувала и се негувала во Македонија во првата половина на 19. век. Денес е неспорно дека времето што зоографот го поминал во учење надвор од Македонија било пресудно и за неговото лично изградување, а и за иднината на црковното сликарство во Македонија. Тој го регенерира црковното сликарство и ги осмислува формите со едно послободно сваќање, што можел да го види надвор, стремејки се кон хармонична привлечност на боите.
Новата варијанта на сликарската поставка за облагородување на облиците на светците, делумната материализација на облеката или предметите, внесувањето на известни иконографски новини, како и недржењето стриктно кон светогодските прирачници и преведени ерминии, со кои се служат неговите современици зографи, го прават Димитар Андонов Папрадишки поинаков зограф, со подруги сваќања за црковното живописување. Ваквото негово сликање во почетокот нема да биде поддржувано, ниту ќе има своји следбеници. Но подосна станува јасно дека преку неговата личност се создаваат нови погледи во досно-византиската уметност. Постепено се менува вкусот на водечките личности од црковниот живот. И на крајот го прифаќа средината, а особено верниците. Пак се навраќаме во селото Теово и во црквата Свети Атанасие, за да укажеме дека токму овде, во оваа црква, Андонов ги почнува првите обиди во создавањето на свој автохтон израз во фрескосликарството, со тенденција на посветовување на робусно сликаните и шематизирани облици на светците. Во Осоговскиот манастир многу пати ќе навратува Димитар Андонов Папрадишки. Тој ќе стане негов втор дом. Во црквата или нејзиниот трем, секој пат ќе пронајде слободен простор за живописување. Вдахновен од ликовните движења во црковното сликарство во Русија, особено од првата половина на 19. век, безрезервно ја прифаќа идејата за идеализација на лицата од светителите, за нивниот профинет изглед. Разубавувањето на лицата на светците до степен на идеални остварувања станува негова трајна преокупација и златна нишка што му дава печат на неговиот творечки опус. До остварувањето на овие своји начела, до осмислувањето на неговиот стилски израз поминува доста време. Првите знаци за облагородување и хуманизирање на лицата ги среќаваме по живописот од големата црква на Осоговскиот манастир, живописуван во 90-тите години од минатиот век. Овие појави се од суштествено значење во поглед на промените што се поизразито навлегуваат во сликарството и на определен начин го нарушуваат традиционалното во уметноста. Во последната деценија од минатиот век, Андонов се наоѓа во полниот напон на своите искуства и творечка зрелост. Тој конечно зачекорува по собствени насоки. Работејки сам, тој се ослободува од конзервативните сваќања на своите соработници. Се чувствува способен во создавањето своја ликовна платформа, макар и не држејќи се стриктно кон нејзиното остварување. Во 1896 година Андонов ќе наслика 13 зидни слики во маслена техника и во надпојасна големина за црквата Успение на Света Богородица во Штипско Ново село. Сите фигури се предадени окрупнето, со зголемени волумени и изгледаат монументално.
Гледајќи ги овие зидни слики, доаѓаме до заклучок дека големината на Андонов како зограф е во тоа што тој се чувствува способен и вешт да слика фигури во надприродна големина, да ги задржи соодносите на одделни делови од телото кон целината на масата и да го долови пластицитетот на лицата и на рацете. Не пренебрегнувајќи ги слабите страни во сликањето на лицата, токму тука најмногу до израз доаѓа неговиот сликарски нерв, обработувајќи ги со меки намази нивните делови, брадите и косата. Веќе рековме, последната деценија на минатиот век се смета за најзрела фаза во творештвото на Димитар Андонов. Овој живопис, представен со групата сцени со 7 својства на Богородица Заштитница, инаку насликани на западната фасада од големата црква на Осоговскиот манастир во 1893 година, е вистински доказ за се понастојчивото застапување на разубавувањето на облиците во нивниот почист израз. Во годините на неговата творечка зрелост, во времето кога тој е со здобиено реноме на истакнато име во зографските средини, Андонов добива покана за работа на живописувањето на црквата Свети Никола во Гнилане, во која се навраќа повеќе пати. Во емисијава ќе зборуваме уште за една активност со која зографот Папрадишки се занимавал целиот свој живот. Станува збор за создавањето икони. Во развојот на иконописот во Македонија тој зазема значајно место. Подичо Зограф, кој се смета за еден од најпродуктивните иконописци во 19. век кај нас во Македонија, Димитар Андонов Папрадишки, во околности на долг животен и творечки век, по бројот на остварените експонати кои изнесува над 1200 икони за околу 100 цркви во Македонија и во Србија, го зазема првото место. Денес со сигурност може да се тврди дека иконописното сликарство представувало постојана преокупација и негова предана активност. Останувајќи на позициите на црковен сликар, своето постоење и реализирање, тој го бара во сликањето на икони. Својата сликарска надареност ја насочува кон создавање своји архетипови, свој систем на изразување, без амбиции, попродлабочено да ги обработува религиозните теми. Во согледувањето на уметничките можности, во неговото ангажирано заменување на својствата на црковното сликарство во духот на современите ликовни текови, во нивното европеизирање,
Неговиот креативен придонес најафирмативно се реализира во областа на иконописното сликарство. Со своите најуспешни остварувања, Андонов се вбројува меѓу најзаслужните црковни сликари во Македонија, кои нашата национална ликовна уметност од 19. век ја оплодува со посредството на своето учење и искуство, обезбедувајќи при тоа свое место и значење во натамошниот развој на црковното сликарство во Македонија и надвор од неа. Наслоен од богато ликовно искуство, насобрано и кондензирано скоро ни за еден век, во пораката што ја упатува до младите уметници, во своите автобиографски белешки, неколку години пред својата смрт, пожелувајќи им успех во нивната работа, меѓу другото забележува: не е доста да се биде уметник по професија, потребно е да се биде по душа. И уште една желба од автобиографијата, се разбира последна: да умре со четка в рака. Со силата на неговата надареност и упорност, минувајќи го стрпливо и решително трнливиот пат до уметноста, кон средината на втората половина од 19. век ќе зачекори по врвиците на сликарската еманципација, отворајќи нова страница во развојот на македонската национална уметност.